Доцна сношти примив една закана од лик кој се представи како дел од обезбедувањето на СДСМ. Јавно на Фејсбук побарав лидерот на партијата да се изјаснат во врска со таа закана и се најавив, можеби малку непристојно, се најавив како гостин во партијата Сабаља да расчистам, да го расчистам за што станува збор од луѓето од секторот за комуникации. Бев известен дека ова лице не е вработено во обезбедувањето на СДСМ, ниту во СДСМ. Не е познато дали е член на партијата до овој момент. И јас го добив оној одговор што ми беше неопходен, за да утврдам дали некој лажно се представува и се застапува за некаква кауза поради која оценил дека има потреба да се канува, или евентуално партијата за тоа стои. Добив уверување дека СДСМ не стои за давките настапи на поединци и на мене сега останува понатаму евентуално, ако одлучам да продолжам да го пријавам случајот во полиција и да продолжам да во редовна законска процедура да барам сатисфакција. Дали ова е единствената закана што е упатена кон вас или има и од други активисти, да кажам, од СДСМ или од друга партија, што се наменети моментално кон вас? Ова е единствената писмена закана после серијата написи кои предизвика мало бура во јавноста. Сега не ги сметам некои настани кои се веќе дел од мојот секојдневен живот, на дофрлање на улица и така натаму, снимање од зад грб, секој што сака да ме снима го замолувам да ме застане, јас ќе се снимам во анфас со кој да сум, како што сега се снимаме во анфас, како што им лично цивилизирани луѓе, но тие работи ја не ги сметам за закани, бидејќи се навикнав на тој тип на живот во поранешниот режим. Сега некои работи ми се повторуваат, но ова беше нешто друго, поради кое морав да дојдам тука и да добијам елементарна информација што се случува. Прашање до вас исто така, во низ на написи кои ги објавивте, кажавте дека чувствувате притисок од Социјалдемократскиот сојуз и од новата власт, кога ги објавуваат тие надписи и таа серија од надписи која спомнувате, дека се обидуваат на некој начин да ве наместат, па од нивната партиска кујна излегуваат текстови објавувани на други портали, со кои сакаат да ве понижат на некој начин. Дали разговаравте околу тоа, дали ви кажа што се случува, дали од нивната партиска кујна или од друго место? Во моите написи зборувам за реакции и за напади, атаци јавни врз мене од страна на штабови, на групи на луѓе кои се застапуваат, односно се представуваат дека настапуваат во име на СДСМ и на владата. Разбирлива е вознемиреноста на одредени кругови, бидејќи пишувам за настани на еден специфичен начин, единствено можен во овој момент за жал, кој открива нешто што сите ние го знаеме, што е јавна тајна во Македонија, но јас не можам да кажам дека ниту владата, ниту СДСМ официјално, формално стојат за таквите написи. Поверојатно дека е по принципот што сега функционираше, дека има луѓе кои едноставно си земаат слобода, обврска, мисија или што и да е, да ја бранат владата и да ги бранат владата и СДСМ од мене, од другите критичари на власта, на начин што е непристоен и на начин што објективно и на владата и на СДСМ нанесува штета. Мене ми е жал што е така, но тоа е надвор од мојата контрола. Предпоставам надвор дури можеби и од контролата на владата и на СДСМ. Во време на ВМРО вие основавте весник, а во ова време, во време на новата власт, поднесовте оставка опозицијата главно Горан Миројлик и Слободан Печок. Дали чувствувате поголем притисок сега отколку претходно политички? Поднесов оставка поради темелно несогласување со собствениците околу начинот на кој ја водам уредувачката политика.
односно околу нивото на мојата критичност кон оваа власт. Да, тоа го доживувам како притисок, со тоа што навистина големо прашање кој од тој притисок профитира, кој тој притисок го артикулира, што со тоа се добива и така натаму. Така што не можам да кажам да мерам со мерилата на сегашноста, не можам да мерам да го мерам оно што се случуваше во минатото. Нам на сите ни беше ветено и сите се боревме, јас сум еден од борците за таа кауза, ни беше ветено дека во овој период сега, кога ќе имаме нова власт, а ние живееме веќе 2 години во таа власт, ќе има нулта толеранција за било каква агресија, за било какво насилство или притисоци кон новинарите, и тоа е еден многу повисок стандард, што јас сакам да го доживеам и да го видам во практиката, и апсолутно би било некоректно и неприфатливо од мене да тој нов стандард што сега да го живееме, би требало да го живееме, а јас за жал се соочувам с такви некакви непријатности, да го споредувам со она време. Тоа е како да споредуваме, како да ви кажам, сега ова време кога сите ние возиме автомобили, да споредуваме со некое време кога сме возеле конски коли, или кога се возеле нашите стари со конски коли, се да речеме исто е, и кој е нивото? Не знам кој е нивото. Нас беше прометено нулта толеранција за било каков притисок врз новинарите, и јас очекувам тоа да го видам во праксата. И се борам за тоа. Може да заклучиме според вашето? Ако го има, јас не го доживувам. Може би е мој проблем, не знам.